Околу 8 милиони евра народни пари општините од источниот регион во 2017 година потрошиле за јавни набавки. Сите овие пари, помалку или повеќе, покрај граѓаните поминале молчешкум, или со други зборови, потрошени им се пред очи, а тие речиси не знаат што им се случува. Поради ова, веќе долго тендерите кај нас се друго име за криминал, корупција, партизација и непотизам, констатираат од невладината ИНИ, која изработи опсежна студија на тема тендери. Во однос на јавните набавки, односно тендерите, во источниот плански регион, од скоро сите 11 општини спаѓаат во поголемиот дел од општините, спаѓаат во ограничено ниво на транспарентност. Значи, генерално кажано, немаме баш добра транспарентност кога во прашање се набавките. Да. Затоа што и оние општини кои што спаѓаат во солидно ниво се во долниот дел. Дека одини се во право потврдуваат и самите граѓани. Дали знаете кога и зошто општините распишуваат тендери? Не знам. Кога и текне? Не знам. Не, представа. Не. Не знам, бе, дете. Дека да знам. Не знаеме. Во контекст на транспарентноста, според анализата на ИНИ, најмногу нозите си ги криела општината Карвинци. Таму дури 45% од тендерите поминале со ограничена јавност. Од друга страна, најтранспарентна била општината Чешиново-Облешево со 65%. Друг исклучително важен момент во реализирањето на тендерите е бројот на понуди кои се прибираат. Една понуда на тендер кај народот е еднаква на криминал, што и не значи дека е така. Сепак, рекордер по број на тендери со една понуда е Кочани. Таму, според истата анализа на ИНИ, дури 38,4% од тендерите се реализирале со по еден понудувач. Зошто? Јас се преземам со функцијата негде во крајот на октомври, односно почетокот на ноември, така да немаше нити простор, нити време за јавни набавки, така да не сум учествувал во тие јавни набавки, не можам да ги коментирам и не можам да ги зборам. Секако дека интерес на нашата локална самоуправа и на мене како градоначалник на секоја јавна набавка да се пијават што повеќе фирми, се со цел да добиеме поквалитетен надпревар и секако по ниска цена. А што за тендерите со една понуда сметаат граѓаните? Тоа е наместено, тоа ти ќе бидеш и здраво. Не верувам. Затоа што ништо не е исправно и нема да верувам, не сум верувала и нема да верувам никој пат. Поштипски намешталка, ако ми го даш тендер, на мене ти дам толку процент. Овие одговори упатуваат на недовербата исто како и тендерите кои се окарактеризирани како дискриминаторски. Во оваа анализа лидер е Пробиштип, каде дури 23,1% од тендерите биле поништени. Некаков попратим на Пробиштип во случајов му е Кочани, каде пак за тендерите има најмногу жалби. Дури 7,8% од распишаните тендери во регионот отпаѓаат на жалби и на адреса на кочанските тендери. Оваа анализа за некој открива аномалии, незнаење, но реално и немање капацитет за обемната административна работа, стои во истражувањето на невладината ИНИ од Виница.